Владата разговара и со приватни компании или такви во кои владата има дел од сопственоста, за да може и тие да се вклучат и да ги простат каматите на граѓаните должници, најави денес во интервју за МИА министерот Крешник Бектеши. Во моментов разговараме и со други приватни компании за да можеме да обезбедиме некакви улеснителни околности во насока на бришење на одредени камати, но тоа владата не може да го спроведе кај приватни компании или пак кај компании кои над 50% се во сопственост на приватни лица, иако владата може да има одредена малцинска сопственост или процент во одредени компании. Кажа Бектеши. Мерката која беше најавена како дел од петиот пакет мерки требаше да важи за сметките за вода, комунали и другите сметки кои директно се плаќаат од страна на граѓаните кон јавните претпријатија на централно или на локално ниво. Одредени семејства имаат поголем долг врз основа на заостанати камати отколку што им е главницата на долгот и тоа го префрлуваат на наредните генерации. Затоа сакаме еднаш за секогаш да ги избришеме долговите врз основа на камати, а дополнително да им дадеме можност на граѓаните на 12 месеци да го репрограмираат основниот долг што е постар од 3 месеци. Вели Бектеши. Од друга страна, Евана уште пред да се спомене идејата за отпис на камати од приватните компании излезе со соопштение дека тоа не е решение. Евана, како што беше случај во претходните неколку иницијативи, се залага за комплетни и систематски решенија за проблемот со заостанатите долгови. Во тој контекст, само делумен отпис на каматите или побарувањата нема да придонесе за решавање на проблемот. Велат од компанијата. Ќе успее ли државата да ги убеди приватните да се откажат од каматите е прашање, но искуството досега не е многу во насока на ова очекување. Пример за тоа е општина Делчево која со години е блокирана, зашто за долг од 40 милиони денари сега треба да плати камата од 170 милиони, а фирмата доверител не сака да се откаже ниту од денар.